Благодарам. Не сум задоволен од прашањето, од причина што ако поентата беше дали на овој начин планираме да се, односно планирате да се борите со превработеноста во администрацијата, дадовте одредени бројки, проценти и така натаму, кои што воопшто не се склопуваат со реалноста или она што затекнуваме како реална состојба во нашата држава. Генерално, моето прашање беше и така. Започнав од 151 оглас, 114 биле за потребите на општините. И каде што Транспаренси ни вика дека ова е начин, еден од начините за влијање на гласачкото тело и едноставно искористување на приликата за да може да се влијае на јавното мислење на трошењето јавни пари преку зголемените можности за вработување. Зошто процентите и бројките не се како што викате? Затоа што во општина Охрид во изминативе 3 години се вработани дополнителни 300 вработени во вработување во јавните предпријатија и околу 30 е зголемен бројот за вработени во општината. Значи тоа е споредба со онај период во кој што вие споредувате или 2017-2021, значи зголемувањето во Охрид по однос на вработувањата и добро, значи дали се пензионери или не, само ви кажам дека зголемувањето не заминати, туку зголемувањето е 330 вкупно и тоа ни го покажуваат секојдневните 3-месечни, односно квартални, годишни извештаи на јавните предпријатија кои што се генерално, односно секоја нова година, секој нов финансиски извештај во поголемо и во поголем минус. И такви се тие финансиски извештаи кои што се транспарентни во секој момент, може да ги видите и слободно да ми кажете дали е тоа така или не. Во Охрид јавните предпријатија генерираат негативни финансиски извештаи константно, а при тоа зголемуваме бројката на вработувани без исклучок во сите јавни предпријатија. Дали е департизација во Охрид кога во 2018 година се вработуваат, се бараат да се вработат 10 сестри, се пројавуваат 54 врз основа на законот вика дека дискреционо право е на директорот кој ќе одлучи, автоматски ако се 10 се викаат на интервју 30, влегува на конкурсот 30-та рангирана, не влегува првата. Дали е тоа, господине премиер, департизација на системот во Република Македонија? Не, не е. Не сакам да ми одговорите, само ви кажувам, овие се сите факти за кои што јас така ги доживувам и ги читам и се од релевантни институции. И овие работи кои што ги кажав се исто така факти и ќе можете да ги проверите во секое време и да разговараме ако сакате, ама не тука и одма. Затоа што ова се фактите врз основа на кои што конкретно јас затоа ги спомнав. Од 151, 114 во општините. Токму тоа ми беше работа затоа што пред нас се локални избори за кои што допарва ќе треба да разговараме и по однос на бројот на вработувањата, по однос и на резултатите кои што самите општини ги постигнале и проектите кои што ги завршиле. Немам дополнително прашање.